Дозволете да ви се заблагодарам на вас за присуството, кое што со вашето присуство потврдивте одлуки на мнозинство од новото собрание на Република Македонија. Како што можевте да осведочите преку вашите камери, согласно деловникот, најстариот пратеник кој што прифати да продолжи да ја води седницата, господинот Ферит Мухич, продолжи со работа со седницата после 18 часот. Тој избра своји двајца заменици согласно деловникот. Го избра господинот Горан Мисовски и го избра господинот Джеват Адеми. Согласно правото кое што го има по деловник, ја препушти водечката улога на раководење и председавање со седницата на колегата Горан Мисовски, кој што согласно деловникот ја продолжи расправата каде што беше застаната. Бидејќи повеќе никој не се јави за збор, ја заклучи точката и помина на наредната четврта точка согласно член 78 став 2. Отвори расправа по член 78 став 2. Констатираше дека никој не бара збор и го предложи согласно деловникот со 62 потписи за кандидат за председател на Собранието на Република Македонија Талат Џафери. Од присутни кои што учествуваа во процедурата на донесувањето на одлуката, вкупно 67 пратеници, со 61 глас, господинот Талат Џафери е избран за председател на Собранието на Република Македонија. Дозволете од моје лично име, од името на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, да му честитам на новиот председател на Собранието на Република Македонија, да му посакам успешно водење на седниците кои што предстојат во периодот пред нас и да порачам конечно почитување на Уставот, законите и деловникот во Собранието на Република Македонија. Почитувани граѓани, моја земјо, нека ни е честито изборот на нов председател на Собранието на Република Македонија и нека ни е со среќа на сите. Благодарам.